Следа наш гостин во студио 10, Драган Кузмановски, туристички работник, туристичка агенција Атлантик, поврзано реков дека ќе говориме за она што се нарекува туризам. Ќе успеат ли дел од туристичките агенции да спасат барем малку од она што се нарекува летна сезона, затоа што јавноста поприлично реагираше, ајде ако можеме така да кажам, среќно во смисла на тоа што Грција најави дека ги отвара границите на 14 мај, па ако минатата година некој не видел море, се понадеваа дека денеска, односно оваа летна сезона ќе видат нешто од она што се нарекува море. Кузмановски, добре дојдовте во студио 10. Добар ден, ви благодарам за поканата во оваа пандемиска ситуација, да кажеме ние нешто во врска со патувањата како ќе се одвиваат во ова лето. Предпоставките. Знам дека доживеавте поприличен крах, ако можем така да кажам, како туристички работници. Говорам за минатата сезона. Предпоставувам и пресметките така се правеа и за оваа сезона, меѓутоа колку може да биде ова оптимистички најавава на Грција дека се отвараат границите на 14 мај во смисла на тоа дека ќе можат и наши граѓани, оние кои што се или вакцинирани или со ПСР негативен тест да заминат на море за разлика од претходната година. Колку ова делува оптимистички, може ли може би прегрубо вие доживеавте големи штети, но може ли да се спаси барем нешто од она што се вели летна сезона? Видете, со најавата на грците дека ќе ги отворат границите, секако дека ќе се на еден начин ќе се створат услови за луѓето да почнат да патуваат, но сепак сето ова зависи и од исходот и од целата ситуација со вакцинирањето. Секако дека мораме да бидеме оптимисти во целата оваа работа, во делот на тоа што предходно беше ситуација, но сега веќе викаме дека имаме еден чекор понапред да бидат отворени границите, али сепак мислам дека и оваа сезона ќе биде многу тешка за нас. Сега, предпоставам дека во секојдневна комуникација сте со вашите колеги од Грција. Например, како тие го толкуваат ова отварањето на границите и што веќе значи ова во принцип, ако може да го објасниме за граѓаните, за вашиот сектор? Па да, во принцип ќе значи дека ќе може да патуваат во Грција. Во секој случај треба да имаат негативен ПСР тест или да бидат вакцинирани. Тие се двете опции кои што моментално ги кажуваат вака по јавните медиуми, за кои што и ние веќе така сме информирани, така ги информираме и патниците дека со негативен ПСР тест или со вакцина, без разлика најверојатно од која компанија би била, ќе можат да поминат веќе грчката граница и ќе можат да летуваат на грчките плажи. Инаку, по 7 година и пол, вака во, да не речам карантин, во услови кај што луѓето не можеа буквално да мрднат надвор од границите и не можевме да донесеме ниту пак туристи во Македонија, економски мислам дека приходите се намалија на сите туристички на сите туристички дејности некаде повеќе од 90%. И целосно сме врзани со мерките кои што ќе ги донесе државата за спас на туризмот и спас на сите граѓани кои што беа уплатиле по туристичките агенции со ваучери и така натаму. Инаку, тоа што ме прашавте предходно, ова е чекор дека полека ќе излегуваме од оваа криза и дека полека ќе почнат да се движат работите на подобро. Во однос, зборам, на 2020 година. Не можеме да кажеме дека оваа година ќе биде 2019 или 2018. Во однос на 2020 година, 2021 би требало да биде со еден чекор малку понапред. Но како ќе биде, ќе видиме. Грците се вакцинирани веќе во голем број со тие што се слушаме и мислам дека нивната стратегија оди на тоа дека ќе примаат вакцини сите туристички работници што ги имаат објектите и ќе можат да ги примаат гостите од секаде.
Да. Поради условот за вакцинирани туристички работници, вчера од вашата комора ќе се побара од Министерството за здравство да бидете и вие ставени во оние приоритетни групи за вакцинирање. Нормално е дека не можете да ја споредите 2021 со 2019 или 18, но може би ќе биде малку подобро од 2020-та, но не знам колку добро со оглед на тоа што 8 мартовските празници ги поминавте, не знам првомајските тешко дека ќе се освојат, предпоставаме и она предсезона која што се нарекува јунија, која што беше многу користена од клиентите, тешко дека ќе се стигне да се искористи, но е еден добар апел дека од 14 мај се отвараат грците. И кога ми говорите дека комуницирате со вашите грчки колеги, што велат тие? Ќе има некој посебен протокол на однесување на плажи? Имаат веќе направено протоколи околу тоа како ќе се однесуваат, како ќе изгледа оваа летна сезона? Посебен протокол ќе има или? Не, нема да има протокол, нема да има ништо. Зборам јас, значи не зборам официјално, зборам какви информации имам од страна на нашите партнери, кои што тие партнери се исто туристички работници како што сум јас и сите мои колеги. Значи протоколи нема да има као на пример дека треба да се оди со маска на плажа или дека сето тоа, туку ќе се одвива сето тоа најнормално со самото прикажување на негативниот ПСР тест или вакцинацијата. Предпоставувам, значи се тоа предпоставки дека би требало да се одржува некоја дистанца. Сепак за превенција, затоа што уште сме во ова во пандемиска ситуација. Не сме воопшто ниту излегле од пандемијата, ниту нешто дека е веќе излаз од целата ситуација. Единствено добро е што они веќе грците ги отворија, ќе ги отворат границите, најавата е дека ќе ги отворат границите, инаку со негативни ПСР тестови претходно можеше да се оди и во другите држави, као Бугарија и зборам тука соседните околу нас, а Грција беше целосно затворена за влез. Тоа е единствената работа. Почнуваат полека луѓе нешто да се јавуваат, но неизвестноста е голема и ние, значи, повторно ќе кажам, како туристички сектор, мислам дека сме, не мислам, туку тврдам дека сме најпогодена стопанска гранка во целата држава, кој што не остваруваме воопшто никаков приход. Ниту осмомартовските патувања, ниту великденските аранжмани, ниту пак летните аранжмани. Ќе видиме како ќе биде. Така, може ли да прашам, колкави загуби вие претрпевте со пандемијава? Загубите се огромни, тоа книговодствено ќе се види, тоа целосно работиме во загуба. Мислам, реално е дека ако немаш приход, ако нема движење, ако границите се затворени, ако има услови на рестрикции кои што ги налага самата пандемиска криза, дека не можеме да имаме никакви приходи. Значи, ниту можеме да работиме, да испратиме туристи во странство, ниту пак да донесеме туристи во нашата држава. Така да, реално е дека загубите се големи, не само кај нас, туку кај сите туристички работници. Голем дел и ги отпуштаат вработените, поради тоа што каснати петиот пакет на мерки и така натаму. Не знам, се надеваме, значи сите сме у контакт, се надеваме, мораме позитивност да гледаме во целата ситуација, да се надмине ова тешка ситуација, посебно за туристичките работници и за туристичкиот сектор, но сепак сме поврзани целосно со мерките на државата, пошто сме една од најпогодените дејности во државата. Така, сега имате вработени, веројатно плата треба да земете, предпоставам се задолжувате, кредити, банки, Точно, предпоставам тоа е во очекување на пакетот мерки. Државата ни даде и кредит за некои вакви ситуации, но сето тоа е пресметано баш толку колку што треба, толку колку што ќе земеме да дадеме право на вработените заплати и такви останати режиски трошоци што ги имаме за кири и така натаму. Така.
Ке чекаме одговори од министерот за економија, бидејќи мислам дека таа е релацијата со која што туристичките агенции или коморите комуницираат. Имате ли информација што се уплатените воучери од минатата година за летување во Грција? Дали тие ќе важат, дали ќе побарате како комора, говорам, не вие како единка од министерството, од прилика во која насока би се одвивале работите? Видите, тоа треба на ниво на комора, председателот на комората треба да успостават корелација со министерот за економија, како ќе се решават, но ваучерите имаат важност до 31.12.2021 година да ги искористат граѓаните кои што ги имаат, но под кои услови, како ќе ги искористат, сепак очекуваме државата да ги даде насоките, затоа што ние сме со врзани раце. Ние не можеме да работиме. Едноставно сме со врзани раце. И кој да ги дадеме, кои насоки да им ги дадеме на граѓаните, каде да заминат, што да прават, дали ќе бидат безбедни. Поставувањето на прашањето од страна на граѓаните е многу логично. Што ако се затвори границата, а јас сега да уплатам аранжман или да потпишам договор да го користам ваучерот за 2021 за оваа година, кој што го добил уште од 2019, мислам, или 2020, од кога го склучил првичниот договор. Значи, живееме едноставно, работата наша правиме со несознание. Како, кога и што конкретно да им кажеме на самите гости. Така, добро, сосема за крај, бидејќи морам да привршувам. Значи, Грција ги отвара границите на 14 мај, ова е најавата од министерот за туризам во Грција. По оваа вест, има интерес од граѓаните, почнаа помалку да се зголемуваат, она што нешто би ви дало надеж вас како туристички работници или? Да ви кажам најискрено, значи најстаросната група се надева дека ќе биде вакцинирана и вика сакам да продолжам да одам на одмор. Но и од помладите постои желба како ево и кај сите нас што постои желба дека треба да отидеме, сакаме да отидеме на море. Значи, желбата не е угасната, но неизвестноста е голема. Тоа е одговор. Так. Добро, кој е апелот кој што го испратите сосема за крај? Апелот е да бидеме сите заедно, во смисол сите политички структури и сите министерства да се на еден начин обединеме да излеземе од оваа криза и да се размислува позитивно како ќе ги решаваме проблемите на кои што не сме ние едноставно виновни за сето тоа, туку за пандемиската криза, но да најдеме начин да излеземе од ова без големи проблеми. Благодарам што бевте дел од Студио 10. Благодарам на поканата. Драган Кузмановски, туристички работник, туристичка агенција Атлантик, апропо најавата дека на грчките плажи ова лето ќе бидат достапни за граѓаните на нашата земја, вакцинирани или со негативен ПСР тест, македонците ќе може да заминат на летување во Грција, започнувајќи од 14 мај. Грција ги отвара сите копнени граници, потврди грчкиот министер за туризам Харис Теохарис. За летување во Грција сепак има посебни услови, вакцинирани патници или со тест негативен на коронавирус, контроли при влез во државата, хотел карантини за изолација на заразените, вакцинирани туристички работници. Ако некој од туристите развие симптоми за време на одморот во Грција, ќе биде тестиран, ќе се следи неговата состојба, доколку има потреба од хоспитализација, медицинските трошоци ќе бидат бесплатни, изјави неодамна министерот Теохарис. Инаку во март лани Грција го прекина патниот, морскиот и авионскиот сообраќај со нашата земја.